По неколку часовна борба со огнената стихија, пожарот во Бајково, во подножјето на планината Огражден, е ставен под контрола. Пламените јазици беа запрени на само неколку метри од црквата Свети Петар и Павле и од куќите во селото. Доброволци цела ног го чуваа храмот, не дозволувајќи огнот да го проголта. И денеска околу 30 пожарникари, припадници на гранична полиција, национални шуми, доброволци остануваат на терен. Огнената линија е обиколена и под постојан надзор, а надлежните очекуваат пожарот целосно да биде изгаснат без потреба од нова воздушна поддршка. На состанокот на кризниот штаб се договорени тековните активности, како што е теренската активност и следењето визуелно за движењето на пожарот, и се надевам дека повеќе нема да има потреба од воздушна поддршка, туку ќе се потрудиме ние тука локално да успееме да го изгаснеме. Правичните индиции се дека пожарот најверојатно е предизвикан од човечки фактор. Опожарени се околу 10 хектари, но материјална штета нема. Селото Бајково, кое е целосно иселено, не е зафатено од огнената стихија. Од национални шуми објаснуваат дека последиците по дрвниот фонд не се големи. Гледате дека се работи за слаба, деградирана, ниска шума, дабова шума, пред се површини кои што се голини, значи трева, смрека и трње. Значи штетите по однос на дрвниот фонд од овој пожар нема да бидат големи, меѓутоа она кое што можеше да се случи е сериозно за помислување. Градоначалникот на Новосело упати апел до граѓаните да бидат внимателни и да не палат оган на отворено. Само вчера во Струмичкиот регион се регистрирани 4 пожари, при што огнот се доближил до куќи, а во еден случај опожарена и земјоделска механизација.